Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Нова работна недела, нова енергија на вашата омилена фреквенција 98,1 FM и нормално на нашите YouTube и Facebook канали. Ово утро со мене е Искра Коровешовска. Добро утро, Искра. Добро утро, Љупче. Како си? Па, бурен викенд имав, морам да кажам. Прво во петокот и саботата ме начека падот на сирискиот диктатор Башар ал-Асад. И мене бев на вести да журна. А вчера ме затекна тоа што Артан Груби е на црната листа на Соединетите Американски држави. Морам да ви кажам дека првиот дел овој со Башар ал-Асад ќе го анализираме утре, а вториот дел како увертира можам само едно да ви кажам. Погледнете ги сите од Македонија кои се на црната листа на САД. Значи Никола Груевски, Сашо Мјалков, Орце Камчев, Кочо Ангјушев, кој друг е, Рамиз Мерко, Стефчо Јакимовски. И ќе сватите една работа. Сите оние диктатори од Блиски Исток, од Европа, од Русија, кои вие ги поддржувате, се буквално исти како овие луѓе. Корумпирани и го крадат својот народ. Доколку вие сега размислувате дека, знаеш, може би Гадафи беше добар. Може би Башар ал-Асад се бореше, беше секуларен, беше ваков или онаков. Доколку помислите, знаете, може би Путин убаво ја води својата политика. Тогаш не заборавајте да ги видите домашните примери на црната листа на САД. Домашните примери на црната листа на САД се огледало и на тие, исто како што тие се огледало на нашите. Сега, например, откако 50 години фамилијата Асад го крадеше, убиваше и мачеше сирискиот народ, сега го примија во Русија. Радо би го примиле во Русија и Артан Груби, кој вчера беше поставен на црната листа на САД заедно со судијата Енвер Беджети. Сега го цитирам Стейт департментот на Соединетите Американски држави, каде тие велат согласно членот 7031 в Стейт департментот јавно ги назначува Артан Груби и Енвер Беджети за нивната вмешаност во значителна корупција, примање мито за подкупување во судските процеси поврзани со кривичната пресуда на Сашо Мјалков, директор на Управата за безбедност на Северна Македонија и контраразуњавање УБК. Мјалков беше назначен, овој назначен на листата или лош Google Translate од порталот од кој читам, беше назначен во 2022 година за значителна корупција поради член 7031 В. Значи Артан Груби и Енвер Беджети примале мито од Сашо Мјалков за да му завршат работа и сега токму затоа се на црната листа на САД. Нека име со среќа. Супер соживот, доказа соживот меѓуетнички. Кој вика дека немаме? Види каква фина соработка. И не само тоа, Искра, политичкиот момент во кој доаѓа се ова е ист со моментот кога Дуи поставува шатори пред судот за борба за законот за јазици. Ова говори дека Соединетите Американски држави преку овој случај очигледно чекале момент кога да го абсолютно, нека сега го измислија поради тоа. Значи, така. Веднаш да ви кажам, Радио Лидер пред 2 години објави дека Артан Груби бил одбиен за америчка виза. Пред година дена објави дека најверојатно е еден од најсериозните кандидати за црната листа на САД. Овој медиум може да вратите назад на YouTube, ги имате сите наши емисии, мислам дека има и наслови со оваа тема. Ова беше очекувано, но моментот во кој Соединетите Американски држави го поставуваат Артан Груби на црната листа, коинцидира со моментот во кој Дуи реши да прави дестабилизација на Македонија. Прво палеа знамиња, потоа одлучија да прават, како се вика тоа, шатор поврзан за законот за јазици и тоа е тоа. Нема повеќе толерирање. Артан Груби на црната листа на САД заедно со Башар ал-Асад. Сега да видиме дали во Македонија ќе отворат процес. Тука е новата власт една. Не знам, тоа се изгласа дека мора да се реагира? Што дека мора да се реагира? Доколку е на црна листа? Не, мислам дека не.
и гостинот ќе ни потврди подоцна, ама мислам дека не се подопрен изглас. глас, може МВР и обвинителството да реагира, да го истражат случајот. Да, делото е пластично департамент опишано и доколку не биде Артан Груби солисици до до првиот квартал од наредната година, веќе одговорноста за неговото бидување на слобода, според мене, ќе биде на новата власт и негативните поени од тоа што Артан Груби е на слобода, ќе ги има новата власт. Голема одговорност да видиме дали ја научија лекцијата која не ја научи СДСМ. Искра? Искрено мислам дека според моите информации нема да откривам повеќе, ќе звучам малце како министар за внатрешни работи. Сериозна истрага има против Артан Груби, бидејќи не е само овој посочен случај, кој помалку морам да ти кажам дека ми беше смешен и сериозно како на шега ми дојде дека Мијалков и Груби така фино соработувале и дека заради Мијалков и заради тој тип на криминал човекот е на црна листа, многу пораки има во оваа одлука на Стејт департментот. И очекувам, искрено очекувам дека ќе падне Груби, ајде вака. Наедноставно да се изразам, бидејќи не е само овој случај, не е само овој, му се истражуваат многу повеќе дела, така што време е да се покаже дека функционираат битките за против корупцијата, криминалот во оваа држава и верувам во актуелната власт. Мислам, затоа и една власт истата која нема врска со правосудниот систем, нели, како таков, меѓутоа факт е дека ваквите типови на постапки и процеси е нешто кое што треба да се прави, без разлика која на власт. Значи, мора да се прави. Ослободувањето на правосудниот систем од притисок, верувам дека го прави оваа власт. Да се надеваме дека ќе видиме ова и ќе преминеме на гостинот, беше навистина, како да кажам, неверојатно искуство кое не може најскапата театарска представа да ја платите, да отидете во Виена, да отидете во Лондон, да отидете во Париз, нема да уживате во сликата во која што уживавме вчера кога го гледавме во живо Бујар Османи, што се случува на еден подкаст, на еден новинар, кога дознава дека Артан Груби е на црна листа. Тоа не може да се одглуми, не постои глумец. Не знам, од Кевин Спейси до Кристофер Нолан, преку Шон Конери, најдобрите оскаровците, никој не може да го одглуми тоа што ние го видовме во реалноста и го видовме во живо, како Артан Груби е згужван од цела таа одлука. Да применам на една хумористичен дел и одиме на гостинот. На 13 ноември еден портал кој не сакам да го спомнам од хигиенски причини објави вест, вели Артан како се вика, Артан Груби е добар пријател со новиот директор на ЦИА. И отварате веста, гледате некаква средба. Мојата истрага подоцна покажа дека тоа било дел од некаква парламентарна средба пред 7-8 години во Вашингтон отиша пратеници, меѓу нив бил и Груби, се поздравиле. Тој тогаш бил сенатор и се поздравиле, се сликале, но објавена е таа слика, објавена на сајт на Собранието заедно со уште 20 сенатори, значи ништо бе, и пишува дека бил добар пријател со новиот директор на ЦИА, дека имале блискост, малтене човек ќе каже со иста кредитна картичка, да не кажам што дробеле. И кога ќе го видиш сето тоа, викаш добро, види се, овде имаме, нели, како се вика, едно пријателство и потоа гледаш на црна листа на САД. Свакаш дека нема пријателство, туку дека станува збор за обична измишлјотка. Артан Груби беше голема мецена на медиумите во изминатиот период, особено за оние кои се меракли за криминални пари. Еве ќе кажам, Орце Камчев даваше пари. Затоа мора да кажеш на дел од медиумите не на... Да, Орце Камчев даваше пари во еден портал и подкаст полн со омраза и лажни вести, сега е на црна листа на САД. Во истиот медиум после пари даваше Сашо Мијалков, исто така и стопорен на црната листа на САД. Редовен гостин во овој медиум е Стефче Јакимовски, со дужно поштовање. Стефче го сметам за пријател, ама и тој е на црната листа на САД.
Немаме нати го дај ми го пријателство, така што не сум инкриминиран во сето тоа. Ние сме едноставно пријатели кои знаеме да разменеме политички ставови. Дуе најголемото зло што се случило на Македонија од Во самостојувањето. последно време пари им давал Артан Груби од вчера со Господ напред и тој на црната листа на САД. Еден од редакцијата на овој медиум е во притвор за убиство на дете и старец. Тој им е на црна листа не само на САД, туку на планетата Земја. Често ме зборат по овој медиум, ме клеветат, игнорирам, не им враќам никогаш и нема ни да им враќам, ама еве да констатирам дека од сите мецени само Данела Арсовска не име на црната листа на САД, таа е за на белата листа на Бардовци. Не верувам дека САД по нив ја прави црната листа, ама верувам дека криминалците со ситни пари на едно место може да си купат медиум. Продолжете, купувајте си, овие луѓе треба да живеат. Но ние ќе ве гледаме на црната листа на САД. Искра, представи го нашиот гостин до утро. Да, само да се дополнам дека верувам дека одговара Груби многу така како него заради тоа што првото ветување на актуелната власт беше дека Дуи ќе замене во опозиција како најголемото зло на Македонија во изминатите децении. И тоа се случи, така да она што следно би требало да се очекува е соочување со правдата на овие луѓе. И секако дека првично тоа и ќе биде воведот во утринското интервју со нашиот драг гостин, заменик министерот за социјална политика, се извинуваме што ви одземавме време. Ѓоко Велковски, добро утро. Добро утро. Не, водот мораше да биде тако, претпоставам дека денот, иако денеска вторник, нели почеток на недела, меѓутоа ете се случија два настана кои што убаво кажа Злата дека ги преплавија медиумите и се Ќе одговара ли Груби Велковски? Еве моите информации велат да. Да, на вака да не звучам политички дека сум седнал тука и сега од позиција нели на кај што седам дека ќе речам да и нели народов ќе рече еве го сега нели потврдува и слично. Го најавувавме повеќе од година и половина. Не случајно ги имам информациите, така председателот до неколку наврати Христо Мицкоси потенцира дека полека ќе дојде правдата за сите. Тоа значи дека еве и за Груби првите 4-5 месеци нормално требаше нели да се навлезе во системот на државата, да се видат сите ситуации какви биле и како биле правени. Една поента која што треба да знае, мислам дека и слушателите сите. Тоа што се правеше избрзано во времето од 2017-2018 година и се затвара луѓе, можеби дел невини, не викам дека сите биле искрено така од таа власт тогаш на ВМРО, биле чисти и се чисти, ќе се докаже тоа нели во одредени судски постапки кои што за жал траат повеќе од 7-8 години. Една цел на оваа власт е да има сигурни цврсти докази. И тоа треба да биде така, бидејќи ако веќе бараме да има нели некој да биде обвинет, да биде обвинет за тоа што го навистина го направи. И треба да бидеме тука навистина искрени пред себе и мислам дека само на тој начин вистински ќе си решат тие што треба да се одговараат нели за дел од работа. Да, се инсистирате на тоа да биде владење на правото пред и се и над се. Да. Граѓаните пак од друга страна велат па и што ако е на црна листа, ако нема брзи процеси против него, да биде вчера уште тој коментар поедноставна. го слушнав. Додека нема Што им фали на Коша Ангјушев? Што им фали На Рами Смирко, например. на Рами Смерко, на Сашо Мјалков и Норце Камчев што се на црна листа на САД? Не видовме дека нешто сериозно им падне капиталот, обртите им се повторно големи, така што Тоа е целта, затоа го кажам, значи таму имаше избрзани чекори, да, можеби нели имаше тие снимки, дали биле така потврдени, непотврдени, законски, незаконски, земени, ќе се докаже во цел процес, меѓутоа тие избрзани постапки кои се случаат тогаш, се види дека таквиот систем и таквиот начин оставаат празнини кои што им дозволуваат и после толку години да остварат капитал, да не знам прават трансакции, да бидат на слобода, дел од нив и слично. Затоа треба да имаме издржани докази и со таквите докази да одат каде што треба. И ќе се навратам само на она што го потенциравте и постојано го говориме не само вие 5 месеци, туку и наназад години, дека судството, обвинителството треба да се трансформира. И само на тој начин овој човек кој што денеска го збориме, Артан Груби, кој што на црната листа на САД, меѓутоа не и во нашите обвинителни нели акти, во нашите судски процеси, се уште не, меѓутоа ќе дојде и неговиот ред, да биде на оваков начин.
Значи да има кој ќе го обвини и кој ќе го осуди накрај. Доколку навистина го сторил тоа што го сторил, нели, имам индици, мислам дека премногу така да ќе судијата е само уште еден доказ за судењето на Артан Груби ќе биде малку и комплициран процес затоа што тој сепак е пратеник, ако не се лажам, да? Да. Пратеник. Да. Значи треба прво да му биде одземен имунитетот и има опција во цел тој период, нели, додека се случи тоа, тој да избега затоа што е пратеник со имунитет кој законот му го дава. Иронијата на времето е што доколку бега тој би требало да избега во Косово, а ја од американци не би бегал во Косово. Одма да бидам вака, да бидам вака сега, да бидам вака циничен до крај, од американци не би бегал во Косово. Како? Па ниту во Албанија. Па ниту во Албанија, Русија останува, нели, дестинацијата омилена за ваквите луѓе. Па и Дубај беше спомната некаде изутрината како дестинација можна. Па, мислам дека Шевалј Муареми веќе со кредитна картичка веќе го припрема друштвото на Артан Груби, но може и да не отиде во како се вика во речи го во Дубај, сепак Русија е една безбедна варијанта за криминалците. Да, не коригира дека не е пратеник. Не е пратеник. Јас бев совршено сигурна дека е пратеник. Не е пратеник. Како да, и на коригира да се проверува, тоа можеш да. Дуи, сега ќе видам, оди на следно прашање. Да. Се прашувам дали уште малку да ве оставиме да ја довршите мислата на тема груби случувања или додеме на она за кое што сте изутрината тука. Повелете со делов од да го затвориме анализа да. Тоа што се потенцирам се случи не случајно ово кажа Златев шаториве, нели шатори пред судов да направат пречка, нели поднос на носење на одлука за употреба на уставноста на јазикот и слично. Некој од 2017 година го правеше истото. Па заврши како што заврши. Така да тоа е претпоставам дека сламката што се фаќаат сите се повторува некако историјата у Македонија за жал и за вакви работи, така да знаеме како заврши тој процес тогаш, или на штета тогаш на политичката партија на ВМРО ДПМН. Така да дуи се фати за сламката. Се сеќавам пред Дик Валентина Божиновска на ноќта на долгите ножиња, малите, што беше тоа. Имаше повеќе, имаше пред другите судови, мислам имаше повеќе од тој момент вакви состојби и заврши како што завршија и денеска знаеме дел од не се ни тука у Македонија, дел се веќе осудени или се во постапка на за осудување, така да мислам дека и овој човек ќе заврши по таков принцип. Значи не можеш да се спасиш од тоа што следи и од тоа што си го направил толку многу години наназад, а за жал на штета на граѓаните на Македонија. И тука не треба да има кон никого остапка и навистина треба да биде забрзана потврдата од Стет департаментот. Добро, само на дујда демонстрираат ваква никаква сила, па шатори, па протести. Ја кој го видов шаторот, морам да признам дека тоа баш и не е некоја демонстрација на сила. Да се кренеш и да застанеш, да држиш стража известно. Ако го видите тој шатор и квантумот на луѓе кои орбитира околу тој шатор, ќе сватите дека Дуи е послаб од месен комитет на СДСМ, не на ВМРО. На ВМРО месен комитет е више институција. Од тука ми е прашањето, од каде силата и волјава. Односно неинвентивноста до тој степен. Не може тоа, затоа реков се повторува историјата, не може да ништо инвентивно да направи, нема ниту можност ниту па мислам дека капацитет гледат како се спасат. Не гледаат дали за јазикот е подобро сега ситуацијата, зборам да направат некаков притисок и слично, они сега гледаат да се спасат. Ги видовте кои луѓе таму седат у шаторот, дајде условно врхушката на Дуи, така со ама осамена. Осамена врхушката на Дуи и тоа не целата врхушка, очигледно е дека внатре во Дуи има огромна поделба. А најмногу од сето тоа? Да, видовме и реакцијата на сила која е практично своевиден распад на така наречениот нивен Европски фронт. Види, ја таков нихилист као села никад не би го земал у коалиција, мислам дека Дуи си направија огромен проблем што го имаат него. Добро, не се самите и мудира од глава. Да потврдиме дали е груби пратеник? Испадна дека не е пратеник, да. Добро, грешка наша со поезија. Со поезија на брейк ќе завршиме овој блок, нели, помисли на тоа што се можевме, може би е доцна, а може и не, дали крајот вака мириса, ние двајцата сме за
во бестрага. Огромен поздрав до Артан Груби, се надеваме дека наредната недела ќе дојде во ова студио. Ние нормално нашата братска компанија, нашата партнерска компанија Лидер Airways може да му организира и транспорт во Русија се додека тој не е на црната листа. Таму за добри пари можеме се да направиме, но ние нема да ги Лидер дадеме Airways. оние Браво. медиумско криминални односи, но едноставно ќе му купиме билето од тука до Белград, од Белград до Москва. Добро изненади го, па ништо, не му откривај се, Ќе му може и хотел за 5-6 дена, понатаму ќе си се снајде, но Москва останува единственото место на планетата Земја каде што Артан Груби може да оди едно старо партнерство од времето на Енвер Ходжа. А да одиме сега на клучна тема, која не е Ајде, политичка, Искра. ама па не е животот во Македонија само политика, бидејќи на вистина има други работи многу структурални, многу структурни, многу коренити и важни, изворно важни. Ајде вака, господине Вилковски, една од последните работи кои успеавте да ја избоксувате, народски речено, е откочување на процесот за лиценцирање на воспитувачите. Значи станува збор за околу или можеби и над 2500 квалификувани лица воспитувачи кои нели треба и можат да земат лиценца. Што тоа ќе значи пластично? Збориме сега за на терен, во градинките. Пластично како ќе се спроведи, што ќе значи? Тоа сакам да ме го објасни. Оти знаеме дека на 3-40 деца се еден неговател и тоа е страшно и невозможно да се Така. За жал мораше да поминат 9 месеци, отприлика 10, за да можеме да донесеме една обична измена на закон. За жал Македонија така функционираат работите и меѓутоа стигнавме до целта за тоа што првично го познанивме, а сум го повторил многу пати, сакам и денеска да го повторам повторно, да го кажам повторно, е тоа што 2500 наши сограѓани кои што поднале за лиценцирање, нели да се стекнат со лиценца за воспитувачи, негователи и друг стручен кадар во рамките на детските градинки, да бидат дискриминирани. Тоа е вака главната поента веќе денеска. Независно е законот што е донесен, сака да дадам и кратко објаснување како ќе се имплементира, меѓутоа дискриминацијата нивна која се случила по однос на тоа да бидат пријавени од 21, 22 и 23 година и 24 нели веќе ја завршува, да немаат можност да се лиценцираат. Значи тоа е вака во 21 век, нели, како ситуација, дискриминација класична и ниту една институција, иако го повторам ова ке тебе сум бил во емисија во Алфа и на други емисии. Добро, зошто никој ништо не презал? Не презал ништо. А сум го кажал мал милион пати, дури мислам дека има и анонимни представки до Државната комисија за дискриминација. Сите тие се одбиени и никој не постапал по преметов. А има класична дискриминација, бидејќи на некој не е возможно тоа што е согласно закон да може да го реализира. Мислам, тоа само претпоставам дека може во Македонија. Однос на тема, навистина се потребни и воспитувачи, негователи и сите други стручни профили кои што нели функционираат во рамките на детските градинки, да бидат токму дел од самата детска заштита и тоа е вака веќе алармантно. Значи, кога говорев во јануари, кажував бројки, кажував колку недостасуваат, денеска тие се за жал и поголеми, бидејќи не можеш да најдеш кадар, бидејќи не можеш да се лиценцира, не можеш да вработиш никој да распишеш денеска оглас, не можеш да вработуваш луѓе бидејќи немаат лиценци. И автоматски нели го прекршуваш законот, односно не ги исполнува условите и не може да бидат вработливи. И тука се створи еден навистина голем проблем. И ако денеска комуницирате со градоначалниците низ Македонија, кој да е независно, позиција не, тука нема нели сите ќе го кажат исто дека и недостасуваат кадар во детските градинки. И дека навистина тој процес е неминовен за да се тече тој процес, нели да се биде целосен. Да, би рекла многу фатален гап или вакуум простор каде што се множи бројот на деца кои доаѓаат во градинка, нели? Тоа е тенденцијата, тоа сакаме да направиме да остане така, меѓутоа неможноста да ми се обрне внимание, нема да направам знак на равенство меѓу овие два случаи, овој следниот за кој што ќе зборуваме, но де факто неможноста одделно да му се обрне внимание повеќе на некое дете кое може би заслужува, доведува и до ситуации на непрепознавање на неговата психосоцијална состојба, евентуално семено насилство дома или што и да е причина за негова конкретна состојба надвор од нормалната и тоа дете потоа расте, се креира во еден поинаков темперамент и карактер
И се случува ова што може би се случува, односно што веројатно се случува во Лазо Ангеловски со малолетникот кој што оттаму е отпишан од училиштето. Лазо Ангеловски во обида да биде префрлен запишан во 11 октомври се крена буквално протест бунт од родителите таму. Не знам сега точно во кој формат се решава случајов, знам од она што Министерката за образование го кажа, но факт е дека теророт кој што го вршало детенцаво, кој е малку смешно вака извучи ненормално, можам слободно да речам, е нешто кое што системот своевремено морал да го спречи, морал да го препознае и да го реши. Ова е случај стар неколку години, значи пред година-две можеби родителите се јавуваа во телевизија Алфа, меѓутоа не сакаа да зборуваат јавно, плашејќи се од родителите на детето, поточно од таткото. Ова е со луѓето со кои што јас сум зборувала. Господине Вилковски, како е можно системот да го дозволи ова нешто? Едно дете кое верувам дека не може да е виновно, тоа е дете, прети се, да стигне во ситуација да тероризира цела една образовна институција, па и пошироко инспекторатите и не знам таму кој веќе не, за да се доведе до ситуација да не може ни во друго училиште да се префрли, буквално да се плашат од дете. Сега ќе ти кажам искра, и она што ние го имаме како информација е дека ова дете е син на некаков мокник од безбедносните институции во Македонија. До ситуацијата да го објаснам. Извинете, долго малце, ама ќе одземам уште 15 секунди само за делот, бидејќи го поврзавме некако случајот, ќе дадам кратко објаснување за тоа. Веќе денеска е законот за заштита на децата во собрание на седница. Очекувам да биде нормално усвоен, изгласан од страна на пратениците и веќе за 10 на 15 дена од денеска сите оние кои што беа на листа за чекање да може да се лиценцираат. Да нагласиме само дека овој закон имаше поддршка во техничката влада. Точно да. Пропадна обидот за тоа да биде донесен, затоа и одложеното на штета на децата во сигурност. На штета на децата. Секако така да нека бидат спокојни сите оние 2.500 луѓе што аплицирале, граѓани наши, ќе можат да имат можност да се лиценцираат и да бидат активни на пазарот на трудот токму во делот на заштита на децата. Однос на случајот кој што и медиумски за жал, ќе речам за жал, од кои причини бидејќи ова треба да се решава институционално. Можеби не треба да биде тема на одредени медиуми и слично. Меѓутоа тоа што системот ми е проблемот, заради тоа го апострофирам. Системот, затоа тоа сега да го кажам дека системот очигледно дека не функционира. Кога се гледаме секој сам за себе. Во случајов нели образование како надлежна институција, нели во основното образование и тука е центрите за социјална работа, односно оние центри кои што се нели за заштита на децата. За жал, некомуникацијата, немањето на протоколи, немањето на систем како да се решат ваквото препознавање на состојби нели кај одредено дете доведува токму до една ваква ситуација. Да детето денеска биде, мислам дека понашо го кажуваат, бидејќи Центарот за социјална работа е надлежен, местно надлежен и го директно го работи случајот нели за детето. Од оние информации дека денеска тоа дете е онлайн, па ќе се види нели ќе се прави негова сондажа да се види нели до кој стадиум е стигната неговата состојба, па како да се реагира слично, точно, меѓутоа тоа не се пред денеска. Тоа треба да се направи години назад. 22 мислам дека започнува таквата појава, па потоа нели има неколку пријави и не се постапувало или имало едноставни разговори со неговите родители од страна на вработените во Центар за социјална работа и секако училишните педагози и психолози. Значи тука е моментот кога што нашиот систем не функционира. Тоа што не комуницираме меѓу себе, односно не може да биде оправдувањето на еден психолог или педагог, ниту па на социјален работник дека има над 1000-1500 корисници, односно дечиња во основно училиште. Што е неговата работа? Што е неговата основна функција? Да препознае, да разговара со секој еден од учителите и наставниците, да им даде индици дека треба да препознат на некој начин лошо однесување или нели кај децата. Така да сето ова не функционира и затоа денес имаме случај како што е за жал момчето во Лазо Ангеловски и ако не ги воспоставиме системите да функционираат, буквално, да ги кадрите да бидат обучени да препознаваат токму вакви состојби, ќе се случуваат уште многу дечиња како Лазо Ангеловски. Да, дури да го препознале она што го зборува Златев дека стравот од родител. Јас се извинувам на вистина, но имаме уште една брейкинг вест ова утро. Ајде споделя. Нова полициска акција
осомничени за организирање на злосторничко здружување за злоупотреба на јавен повик за набавка на адитиви, со што е нанесена штета од 6,5 милиони евра на буџетот се 29 лица. Плюс инфо дознава дел од имињата и детали за големата акција на МВР. Васко Ковачевски, поранешниот директор на ЕСМ и поранешен член на управниот одбор на компанијата, близок соработник на Зоран Заев, е едно од звучните имиња опфатени во денешната акција на МВР за откривање на повеќе дела поврзани со епскиот криминал во РЕК Битола, во ТЕЦ Осломеј и во ТЕЦ Неготино. Во мега акцијата на МВР се опфатени вкупно 29 физички и 4 правни лица од Велес, Неготино, Битола, Кичево и Скопје. Плюс инфо дознава кои лица се осомничени. Покрај Ковачевски, осомничен за кривично дело несовесно работење во службата, на списокот на осомничени е Васко Стефанов, кој го наследи Ковачевски на позицијата генерален директор на ЕСМ. Со акцијата е опфатен и Пеце Матевски од Битола, поранешен директор на РЕК Битола. Комерцијалниот директор на ЕСМ Ардијан Муча пак е осомничен за кривично дело злоупотреба на службената положба. 20 меѓу во Неготино се овој дел интересен за мене затоа што ги познавам луѓе. Во акцијата е опфатен и Небојша Стојановиќ од Неготино, исто така како организатор. Тој е поранешен директор на ТЕЦ Неготино и неговото име се вртеше во медиумите поради една поголема сделка што ја склучила фирмата на неговата сопруга Милица со РЕК Битола, каде како потписник од друга страна се јавува осомничениот битолчанец Петце Митревски. Небојша Стефановиќ, брат му Ранко, татко му Мирко и жена му Милица се осомничени за перење пари во исто време. Огромна акција на полицијата пред новогодишно изненадување за македонскиот народ. Најголемото до сега. Да. Со клучни личности за кои долго време. Панчо Тошковски во улогата на Дедо Мраз за македонскиот народ, кој бара одговорност и одговорност за криминалите. Се уште не му е побелена брадата, но ова може само за католички, да може за другиот може има друго изненадување за наши. Имаме ексклузивна најава од заменик министар. Значи, ова се лицата опфатени за католички Божик, се размрдуваат работите од Македонија, се тргна со црната листа на Артан Груб. Искра, продолжете за труд и социјална политика. Ќе се обидаме да бидеме исто атрактивни наспроти овие ексклузивки кои ги читаш и верувам еве и прашањата на стримот се врзани за нив, ама како и да е, тоа не значи дека социјалната и прашањата за кои што дискутираме се помалку важни, па ќе кажам неопходно е да им се обрне простор во јавноста многу повеќе од тоа што го имаат. Протоколи споменавте, зошто до сега ги немало? Се работели сега на тие протоколи? Тоа се протоколи за комуникација меѓуинституционална, на пример училиштата не дека не постојат, едноставно не се почитуваат, така. Едноставно се почитуваат и во Македонија е најлесно да трнеш одговорноста на друг. Тоа е најлесно. Зорам сите го прават тоа и за жал, ама со толку голема мера се нарушува целиот систем. Кога зборуваме за таков тип на протоколи, знам дека во рамките на истражувањата медиумски новинарски и дека не постојат соодветни или постојат па не се почитуваат меѓуинституционални кога станува збор за жени или воопшто жртви на семејно насилство. Она што е последно од вас нагласано деновиве што измина, велите државата мора по службена должност да го гони сторителот на семејно насилство, а не да биде се по пријава на жена. Тоа малку не го разбирам. Зарем и до сега не се гони по службена должност насилникот? Во зависност се гонат. Не дека само по пријава нели треба да биде, па ќе кажам затоа и го потенцира во оној момент кога што кажам дека никој очигледно не слуша, разговараме за министри, заменици министри, така државни личности кои што јавно говориме за некои работи и едноставно нас никој кој да не слуша, не прецепира. И тоа е жално што се случува. Од сите оние кои што треба да бидат нели да допрат секој еден глас до нив.
се спроведуваат на вистина сите оние работи кои што треба како протокол, меѓутоа со се задоцнати активности. За жал треба да не знам да земеш таков извештај од полициска станица, нели по пријава, знаеш како иде во толку примероци, па уплати, не знам, значи сето тоа иде многу комплицирано и премногу е, а да се работи за тема која што навистина сензитивна. Значи ние не говориме дали треба да земеш една обична потврда или треба да уплатам за немаат нешто. пари, сака да избегаат во моментот, во секундата. Точно. А ние имаме такви протоколи кои што се застарени или не знам по каков модел се застанати во нашите институции и се случува тоа што се случува да нема нели да соодветна навремена реакција и слично. Така да затоа реков дека треба сето тоа да биде ревидирано и работиме навистина и во периодов и нова стратегија се изготвува токму за жртви на семејно насилство, кој што ќе опфати многу вакви елементи каде што ќе ги надминеме сите овие состојби. Така да работиме навистина интензивно, еве како министерство навистина вработиме внатре се луѓе кои што се професионалци, ги познаваат проблематиката повеќе од 21 години работат на НЕЗЕ и ќе дојдеме до една практична примена токму на нели на законските дојдеме министр, тоа е прашањето, бидејќи знаете, почнува секоја нова власт, а тоа беше вообичаено, не значи дека истото ќе го правите, но сликата до сега е таа. Стратегија нова се изготвува, па никакви нови документчиња, па никакви работни тела нови и се тоа останува на иста линија и ништо не се менува. Гледаме придвижување, не дека не, но кога може конкретно да се види ова? Ова е тема која што за жал треба да се работи со години. Значи не е тема зборно што ќе затвориме денеска или ние ќе измислиме нешто во Македонија ново. Значи вакви протоколи, начин на постапување, ефикасни мерки и активности кои што се преземаат во другите држави се екстремно развиени и само треба да ги научиме како треба да бидат применени и кај нас. Значи тоа треба да направиме. Да бидеме практични, бидејќи ние ниту ново ќе измислиме, ниту имаме повеќе пари од некои од европските земји или светски, што ќе го примениме и ќе бидеме подобри од нив. Не, треба да ги пресликаме оние работи кои што се функционални во Македонија и треба по таков модел да реагираме брзо. И ова е вака разговарано на многу нивоа, не само сега овој период на 16 дена активизам не против семејно насилство да биде само тоа помпезно што некој го направи тоа во 2000 не знам кога почна се прави 20 платени кампањи кои ништо не носат бенефит на реалните жртви. И кај се дека што се обратив во периодов нели ми беше поставено прашањето, разговарав за оваа тема, 16 дена викам ќе завршат и што после. Така. Што потоа 16 дена, викам се ќе завршува, викам фино, ќе се кажеме што имаме да кажеме како учинители. И викам се продолжуваме, викам после 16 дена повторно по старото. Не. Да се изменат сите овие работи, седнавме со локалната самоуправа, со ЗЕЛС, конкретно разговаравме тоа да биде спуштено буквално на локално ниво, да бидеме заедно центри за социјална работа, локалната самоуправа, да функционираме на таков еден принцип, да може да се детектираат, односно превенираат на време ваквите состојби. Тоа се вака почетоците, меѓутоа имаме уште многу, работиме на сите скали, односно чекори кои треба да бидат преземени за да се спречува, односно да се наменуваат овие состојби или да бидат у помал број нели во нашата држава. Најавен и регистар најавивте на жртви на семејно насилство, тој се работи веќе или? Тој ќе биде дел од стратегијата, да. Треба да биде изготвен, тој би бил нели нормално регистар кој што ќе биде за одредени служби достапен, не може да биде јавен, секако нели бидејќи се разбира сензитивна и протоколи си има, така да многу е важно бидејќи денеска имаме само за жал бројки, како бројки, нели, каде што имаме пријава, па немаме пријава, функционираат 4 центри кои што се финансирани само од локалната самоуправа и слично, така да треба, затоа реков, сите заедно како чинители, затоа и напоменав локалната самоуправа бидејќи е нераскинлив дел од целиот ланец на социјална заштита, бидејќи граѓаните се директно таму, нели, со своето место на живење, така да кога сето тоа ќе го собереме и ќе биде на едно место, тогаш ќе знаеме и по-конкретни политики зборам во кој правец треба да идат во даден момент. Уште една апдейт на Breaking News, тоа е дека е уапсен практично Васко Ковачевски заедно со уште неколкумина значи надвор од оваа помпезна најава дека голема акција во тек, практично е уапсен, МВР најавува детали за подоцна, само изјавува дека се тоа во координација со обвинителството за организиран криминал и корупција. Ни се погоди со тебе од Сабајле, само криминалци организираме. Како за МВР да одговараме, не. Реков, го кажав моментот дека
таму каде што има цврсти докази треба да се постапува и мислам дека овој случај што сега е ударна вест во овие 20 на минути е токму тоа. Токму тоа е со докази, со силни докази, луѓе кои што били инволвирани во класичен криминал, односно злоупотреба на државни средства. Благодарение до овие интересни ексклузивки можеме па да ги протнем и овие други многу важни прашања за кои знам дека јавноста не е навикната или бар нема никој особен слух заради тоа што никако и самите ние медиумите наметнуваме теми на интереса, тоа е секогаш крвава политика и така натаму, а има теми кои заслужуваат внимание. Љупче, да не сакаш да влезеш со под прашање бидејќи имам уште нешто. Јас ќе влезам со под прашање или гледам, со друго не, прашање. Ми излегуваат на социјалните мрежи одредени здруженија кои се жалат дека по разводот мажите многу тешко поминуваат со тие гледање на деца, дека системот се злоупотребува, се споделуваат трагични приказни на родители кои со години наводно не ги виделе своите деца и така натаму. Нема да навлегувам нели во оваа тематика дополнително, но затоа што според мене да, секогаш жената треба да биде привилегирана како онаа која се грижи најмногу за децата, освен во некакви радикални случаи, но да, и треба да има на едно дете, колку што му е потребна мајка, потребен му е и татко. Ги гледате ли, стигаат ли до вас овие пишувања и каква стратегија има владата во однос на овие прашања? Видете, стигаат информациите, мислам има веќе и одредени здруженија или движење или се групираат, нели, ќе кажам татковци се вака условно, бидејќи од нив потекнува тоа поделено родителство да биде, нели, дел од системот, да се употребува, нели, доколку даде самиот елемент на случајот, бидејќи секој за себе случај индивидуален и тука убаво го потенцираше моментот дека имаш од родител до родител, од мајка до мајка, од татко до татко големи разлики и по однос на нивните занимања, навики, нивното минато или оно што го прават во моментот. И навистина жално е да се каже денеска дали треба да биде поделено родителството, не знам дали треба да биде само кај мајката или да биде само кај таткото, бидејќи убаво каже го потенцираше. На детето му требаат и татко и мајка, бидејќи ние сме држава, ние сме систем кој што тоа го научил да двете страни не бидат инволвирани во самиот процес на растење и слично, па ќе кажам со исклучителни ситуации каде што имаме така. Да, знаете, тоа се комплексни ситуации во кои вие не знаете што е најпаметно да се направи. Токму затоа не може слепо да државата да спроведува политики, ниту кога е во едното во прашање, ниту кога е другото. Така, затоа треба и тука недостасува, мислам дека во голем елемент оние социјални работници, луѓето кои што стручно ги нели ги водат самите бракоразводи и доверување на детето, навистина да бидат стручни доволно за да проценат и психичката состојба на самото дете, доколку нели тоа расудува е малку поголемо, состојбата на таткото, состојбата на мајката, целото обкружување нивно, и тоа е многу важно, бидејќи така тоа наметнува одредени, знаеме, состојби, ситуации каде што има влијание врз едниот или врз другиот, така да треба сите тие елементи да се испитат, мислам да биде доволно прецизен самиот социјален работник, тоа да го направи како целина и потоа да може да донесе условно правилна одлука, односно решение службено кој што ќе го довери детенцето да биде нели во поголем обем да биде кај мајката, во помал обем кај таткото или обратно, независно. Така да сите тие елементи за жал не се земаат во предвид во одредени случаи, тоа може да го видиме од самите примери, бидејќи нели ги и сме инволвирани како министерство, како второстепени комисии, ги гледаме дека одредени ситуации има каде што нели натегаат или на страната на мајката или на страната на таткото, нели повеќе одредени социјални работници нестручно до кај си ги завршиле своите обврски. Меѓутоа, затоа треба да работиме на тој дел кој што е поврзано, па и со првиот, бидејќи тоа е како врзан систем е тоа, каде што е инволвирано и детенце нели во бракот, да сето тоа биде проценето неправилно. И тука навистина треба да бидат стручни, да бидат непристрасни,
да биде тим вклучен цел кој што ќе направи комплетната анализа. Но чести обвинувања за корупција има во овие Точно, тимови. и то- Затоа што по тоа што можам да го прочитам и да го видам, и од другата страна, и од многу мајки се жалат на социјалните мрежи, а можеби ние станавме општество кое премногу живее на социјалните мрежи, да, така. но можеме да прочитаме критики за социјални работници, обвинувања дека тие постапувале пристрасно, дека земале мито. Сега не може да тврдиме дека е така, но сигурно има и некој таков случај. Јас имав искуство со Центарот за социјални работи во Скопје, би сакала тука јавно да им се заблагодарам за се што направија и како посветено работа психолозите, социјалните работници, значи еве моето искуство е многу позитивно. Обратно. Да, но е, да речеме, неудамно искуство, така што веројатно веќе кога се надзираа промените, веројатно и свеста проработува, што е во ред. Подобро некогаш отколку никогаш да останат работите како што останале. Што сега само да дополнам во тој елемент како за крај. Што е многу важно кога говорам дека не целосно. 2019 година се менува Закон за социјална заштита и се менува принципот на работа на самите социјални работници и на сите стручни кадри во центрите, а тоа е ги офаќаат територијално одреден број на семејства. Во Скопје за жал тоа е голем број бидејќи има помалку број на вработени, а Скопје е нели се поголема центарот па и на проблемите. И на проблемите, точно, да имаат повеќе од 1000-1500 семејства, збориме семејства, значи не корисници, семејства, кои што треба да бидат третирани од нивна страна по сите принципи. А тоа значи дека доколку се случи бракоразводен или состојба или доверување дете, дека исто тој кој што дава и туѓа нега треба да одлучува токму и за тоа. Се загуби квалитетот кај социјалните работници. Луѓето не се виновни. Вработените во центри за социјална работа не се толку виновни, иако можеби има дел кои што се такви, корумпирани, не знам, пристрасни и слично, меѓутоа се загуби самиот квалитет кај луѓето да можат квалитетно да сработат својата работа. И тука тој систем како се наруши од тогаш, имаме се поголем број на жалби, се поголем број на проблеми кои се случуваат во рамките на центрите за социјална работа, а тоа се прелива потоа и во другите, нормално бидејќи не е едно, се прелива и во другите. Одиме искрено една кратка пауза за реклама, одиме, се вратиме кратко, на крај ќе завршиме со 10 минути. Почитувани слушатели, Ѓоко Велковски гостин во нашето студио. 3 клучни моменти ова утро. Број 1, падна Башар ал-Асад, број 2, падна Артан Груби, број 3, падна Васко Ковачевски. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Бруталниот диктатор Башар ал-Асад падна од власт во Сирија. Артан Груби на црната листа на Соединетите Американски држави. Голема полициска акција за криминали во енергетиката ова утро. Динамичен почеток на работната недела. Вие сте на вистинското место за да ги дознаете сите информации поврзани со ова прашање. Искра, ова утро наша главна тема е труд и социјална политика со нашиот гостин Ѓоко Велковски, заменик министер за труд и социјална политика. Социјална полиција. За социјална политика, социјална демографија полиција. и млади. Па може да и ни треба социјална полиција. Се реорганизиравте, се реструктуиравте, министра, се направивте што требаше во рамки на поделбава, нели? Пошто труд е на друг е надлежен. Завршивме веќе, завршивме. Младите веќе ги преземавме од спорт, од министерството. Трудот замена во економија, така да веќе... Ѓоко, извини, може би сум тотално неинформиран, но дали овие центри за зависници со дрога се дел од труд и социјална политика? Не, тие се дел од здравство. Тие се дел од здравство. Ги третира така. Но зошто го прашувам ова? Имам еден пријател кој отишол сега, скоро отиде во странство, и тука во менувачница си сменил пари, купил евра и отишол во странство и таму не му ги примаат во менувачница затоа што кога поминале на скенер сите биле користени за шмркање на една бела прашкаста материја. Ние очигледно, тоа и ВМРО ДПМН го зборуваше во опозиција, имаме сериозен проблем со користење на дроги во Македонија. Има ли оваа држава било каква стратегија, едукативни кампањи? Тие несумнено постојат. Вие сте сега и за млади, а младите се буквално нели таргетот на оваа работа.
во Скопје за викенд јас не излегувам подолго време, но и ова е една од причините за тоа што не излегувам како фамилиарен човек. Редица се чека во тоалетите за вакви работи. Дали зборуваме за дискотеки, дали зборуваме за кафани. А возрастната граница е многу ниска од кога се почнува. Возрастната граница е многу лист. Има ли државата било каква стратегија мимо на безбедносна стратегија каде што сега Панче треба да апси дилери, како да го превенираме се ова на еден поинаков начин? Да, младите ќе се дел и за жал ова што го каже вистина, ја се сметам нели секако за млад човек, меѓутоа исто така фамилиарен кој што одбегнува одредени кругови во ноќниот живот токму поради претпоставам дека таквата појава која што непријатна многу години наназад, а тоа е она што го дозволи за жал пронешниот министар за внатрешни работи. Тоа е нели првата алка каде што треба да се спречи Оливер Спасовски, каде што се дозволи буквално таква една субстанца да биде присутна буквално во секој џеп на секој млад човек или независно од тој што ја конзумира и слично, и тоа доведе до ситуација денеска да биде така младината или целиот систем ваков како што е. Мора ќе работи, претпоставам дека Панче и тоа моја улога на неговите служби. Ова е другиот дел, знаеш, порано имаше некакви кампањи за превенција од овие работи. Имаше реклами. Имаше начин како на младите да им се презентира дека тоа е лошо. Е зло, така. Мојата генерација кога ние растевме, нели, актуелна беше марихуаната, која ќе признаеме сите дека не е некоја посебно страшна, како да кажам, ниту дрога, ниту создава некоја сериозна зависност, сосем спротивно има не е рекламасно добро. Може да дискутираме на тоа во некоја добри здравствени со стручни лица. Не го пробувајте ова дома. Во секој случај овој став е изнесен на дисклеймер. Ова е мој личен став, но денеска гледаме дека веќе марихуаната е демоде, веќе никој не се ни замара со таа работа. Денеска на пазарот на опојни субстанции имаме многу посериозни дроги и многу посериозни дроги се користат од најмала возраст. Имате ли некаков план, кампања, работна група, било што за на младите да им се укаже? Да, ќе се започне од 2025 година, бидејќи процесот на транзиција траеше. Го напомнав тоа неколку пати да младите во рамките на Агенцијата за млади и спорт бидат застапени само со 5% по буџет, зборам, а тоа нели кога говориме буџет, тоа значи дека сета она промоција за младите поддршка нивна, а тоа е и кампањите токму против користење така на дрога и слични кампањи, се во рамките на тој сам буџет, и тоа не било употребувано 7 години, а знаеме како функционираат невладините блиски до поранешната власт, нели, на Социјалдемократскиот сојуз, какви кампањи спроведува и слично. Зошто прашањето е зошто не употреба една ваква кампања, нели, да бидат алармирани младите дека тоа е нешто што е недозволено и не е добро за нив. Па добро, види сега. Реално тие се борат за правата на зависниците од дрога. Например, организацијата на Мила Царовска денеска се бори за тоа, така што сите треба да станеме наркомани за таа да се бори за нас. Да има за што да после. За жал. Тоа ми очигледно. Тоа ми беше. Се надавам млади дека не слушаат. Тоа ми беше поента, ја затворивме, мислам, првото. Го затворивме на така водица. Ја бев малку подиректен. Сега го земеш зборам, ако анализираш, води кон тоа. Да, ќе има кампањи, мора да се спроведат, мислам дека не само за користење на нели опијати, дрога и слично. Мислам дека треба да се направат кампањи како што постои до таа 2017 година за многу работи. Припремаме со новиот буџет ќе доаѓаат и нови предизвици, бидејќи нели и средствата кои што ни се потребни, нели, предизвикуваат секоја кампања предизвикува да мора да биде платена и осмислена вистински, да стигне до вистинскиот таргет, односно тоа да постигне целта. Има едно прашање од наши слушатели. Дафин Кафринкова вели: дали вршите ревизија на примателите на социјална помош? Вие
за начинот на кој што се исплаќаше Да, ние имавте аларми во техничката влада. И не само тоа, ние имаме тенденција сериозни бизнисмени да земаат социјална помош подолго време. И многу други луѓе, да. Имаме, да. Направена е веќе анализата и користиме, зборам, и потоци и од 23 и 24 година. Меѓутоа и тоа што го направивме со возилата, тоа условно, нели, што ги запревме 1200 корисници на социјална парична помош кои што примале до тогаш да бидат денеска да не бидат дел веќе од социјалната заштита, поради тоа што нели не го исполнувале законскиот услов. Правиме ревизија и мора да кажам дека при таквата ревизија во најава сме дека има и одредени тенденции каде што има пропусти во самото функционирање на центрите за социјална работа, односно она што го кажав е претходно, неквалитетното работење, односно само паушалното претрчување на работите доведуваат да имаме денеска значителен број на корисници на гарантирана минимална помош, социјална пензија или другите права од социјална заштита. Така да правиме ревизија, добиваме индици од Центарот за социјална работа, директорите таму веќе се најголем дел променети, така да секој се фаќа работата онака вистински како што треба и за многу брзо време мислам дека ќе искочиме и со информации токму во тој дел. Меѓутоа она што е најважно, ќе бидат запрени, ќе бидат нели фатени таму забраната во согласно законот е нели да нема 12 месеци и слично. Нашата тенденција е парите кои што ги имаме за социјална заштита, а тоа е скоро 1/3 од буџетот, нели, со пензиите од државниот буџет, да стигнат на вистинското место. Тоа треба да биде крајната на цел на секој од нас, независно дали јас, министер од владата, тоа треба да биде целата тенденција да стигне до вистинските приматели оние што навистина им треба оваа социјална заштита. А имате прво голем поздрав од Никола Симонович, така е подписот на Facebook профилот. Може ли еден голем поздрав од заменик министерот, бидејќи навистина човек на место. Овие 1200 кои ги спомнавте успеале да го злоупотребат системот или како и да е, тие сега ги враќаат парите или само едноставно се пресечени веќе не добиват и тоа е тоа. Дали има одговорност, зборувам за луѓето кои го злоупотребиле? Има. Или за оние кои им доделиле, како оди? Значи, го започнавме тој процес бидејќи имаше многу аномалии во поднос на делот од каде потекнува нели злоупотребата и слично. Јас со неколку наврати, повторно ќе се повикам и од тука од вашето студио, обвинителите да се излезат на терен и да го истражат токму тој случај, ќе видат индици дека одредени луѓе направиле злоупотреба на тој систем. Ги повикувам јавно, не знам кој пат веќе, нека се излезат и нека се го истражат случајот како 1200 луѓе со години примале социјална парична помош, односно гарантирана минимална помош и социјална пензија во рамките на нашиот систем. И нека истражат и нека ги најдат одговорноста, а оние кои што ја примале таа помош, најголем дел веќе случуваат спогодби, така е законот, да може условно да се врати нели на рати она што го земале. И забраната секако 12 месеци е она што е по закон е клучна и немаат можност да бидат дел од таа заштита, социјалната заштита. Еве, обвинителството почна да реагира со оглед на случајот денешен, големата акција, Ковачевски, екс-директорот на... Токму така, breaking news ово утро, уапсен екс-директорот на РЕК Битола, пана СМ, Васко Ковачевски, од вчера Артан Груби на црната листа на САД. Од новата власт немаме до сега искрен ниту еден на црната листа на САД. Добра. Што сакаш да кажеш? Добро, се плашите ли? Дека може би, еве, треба да се работи само, мислам дека честно и нема да има такви ситуации да биде доведен ниту еден, мислам дека од сегашните функционери. Токму за тоа, да. Само треба да бидат честни, се работиме работата како што наложува законите. Токму постојат во свет многу политичари кои имаат една реторика која баш не е усогласена со надворешната политика на САД, но никој од нив не е на црната листа на САД само затоа што не се корумпирани. Очигледно, а има политичари како Артан Груби кои за себе велат дека биле најголеми промотори на американизмот во Македонија и се на црната листа на НАТО, затоа што краделе. Суштината не е какви ставови вие застапувате, туку суштината е како тоа вие се однесувате, како што би рекол големиот Хенри Кисинџер,
Единствено полошо од тоа да сте непријател на САД е да сте пријател на САД. Имаат еден огломен трак рекорд на бивши пријатели кои потоа ги обесиле, како Садам Хусейн, како Муамер Гадафи, но ги обесиле затоа што се однесувале така како што се однесувале кон своите граѓани. Може би ние за среќа живееме во Европа, Артан Груби не можел да ни фрли нас биолошко оружје како Асад или Садам Хусейн, но Добра, не му става знак на равенство. Но корупцијата која ја прави, па добро и затоа не го беса, туку го ставаат на црна листа, затоа што помало дело сепак има од Садам Хусейн. А може би ќе одговара се надеваме дека го убедивме Артан Груби да ги користи услугите на Лидер Airways, затоа што очигледно го браниме, не е као Садам. Што да кажеме сега? Како и да, мислам дека имавме продуктивен разговор со заменик министер за социјална политика, демографија и млади. Јас имам уште едно прашање, ама не знам дали имаме време. Имаме време, Искра. Се друго, министерот, предпоставам, ќе треба да оди, ајде уште ова и завршуваме. Што е со, најавивте во еден од вашите јавни настапи, мислам дека непосредно по преземањето, по изборите. Што е со децата на раскрсниците, на крстосниците кои питачат, чии број не се намалува? Вие најавивте правење регистар на терен, значи создавање на слика од теренот и действување по таа. Докаде се тие тимови кои работеа или почнаа да работат, не ми текнува како беше формулацијата? Да, таа активност беше замрена и затоа беше појавата, претпоставам дека голема на токму на лицата кои што се на самите раскрсници, кои што питачат или нели по друг принцип се наоѓаат таму. Веќе започна службите заеднички центар за социјални работи со протокол со конкретно Скопје центарот на таквата појава. Така. Во голем дел 90% да не кажам дека тука се случува целата таа појава. Со СВР Скопје да имаат заеднички акции и да постапуваат. Преку ноќ не се решава. Проблемот нема да ги да се трнат преку ноќ, ако не денеска еден ќе биде утре друг и слично. Тоа иде како заменски како обврска заменски оние луѓе како во смени да се. И затоа ќе работиме збором системски. Да не биде тоа дека сме направиле една акција и мислиме дека сме завршиле својата обврска, не. Така да веќе сме и во постојана комуникација и со Центар за социјални работи, таму е тимот кој што функционира и работи, и имаме дневен центар кој што е токму за дечињата доколку бидат нели малолетници дел од тој ланец, односно систем на питачење. Така да работиме комплетно да се анулира што поворгу, бидејќи доаѓаат и веќе зимскиот нели период ке за многу кратко ќе дојде и веќе ќе почнат состојби кои што нема да бидат добри за никој, а тоа е така ладни услови надвор со присуство на дечиња, мајки и слично, кои што ќе бидат во најголем дел, мора да кажам, злоупотребени од некој систем кај нив да бидат токму на овие раскрсници, така да работиме интензивно и мислам дека за многу брзо време ќе се видат и резултатите каде што ќе биде токму на самите раскрсници намалена фреквенцијата на присуството на овие луѓе. Јас ви благодарам, јас ги поставив сите прашања. Искра, за самиот крај ме прашуваат слушателите за прогноза во однос на одлуката на Уставен суд. Одлуката на Основниот суд. Видете, Весна Дамева, поранешната председателка на Судскиот совет, си поднесе оставка и е поради случајов со Артан Груби. Артан Груби е на црната листа токму затоа што се обидуваше да направи меѓуетнички тензии. Е на листата на сега, инаку може ќе беше во некој друг момент ставен, поради меѓуетничките тензии и поради токму оваа тензија која ја прави со судот. Како ќе одлучи судот зависи од него, но исто како Весна Дамева и како Артан Груби, судот треба да внимава. Мислам дека доколку судат по слово на законот треба да падне тој закон и Македонија треба да донесе нов посовремен закон во кој нема да им се нанесе штета на албанците и нема да бидат ставени во подредена улога, туку ќе биде еден закон кој го одразува вистинскиот карактер на Македонија. Верувам дека
судскиот совет ќе донесе таква одлука, а на крајот од денот не донел, нов закон за јазици може да биде донесен и по што јас го имам како информација, нов закон за јазици ќе биде донесен. Така што Искра, тотално е неважно што ќе одлучи Уставниот суд. Да, имаат 360 ексклузивно извадено документ во кој како ќе настапи утре Уставниот суд и што практично ќе дискутира, што не. Спорните одредби од како забелешка од Венецијанската комисија ќе бидат тие по кои ќе се одлучува и за кои се очекува да паднат, условно речено, а додека законот како закон бидејќи е веќе дел од уставот нема да се допира, тоа е прогнозата врз база на извори кои ги цитираат од Уставниот суд 360, тоа се бајле го прочитав, а она што е сега најново е дека наводно е Ковачевски Васко во бегство, а има и шпекулации дека и сопругата, тоа се за сега шпекулации сопругата на Димитар Ковачевски е уапсен. Поранишниот пример, тоа се за сега шпекулации не би. Васко Ковачевски во бегство, мислам дека треба да се упатиме кон Дубај. Јас го познам Васко Ковачевски од 2011-12 година. Имам за него едно изузетно лошо мислење, а мислам дека нема да побегне од правдата. Македонија е современа држава и на крај сигурно ќе биде екстрадиран. Сопругата на Димитар Ковачевски, непотврдена информација која ќе ја потврдиме утре изутрина, било не било, така се споменува како едно од уапсените во најновата политичка акција. Почитувани слушатели, сметам дека тука негде треба да завршиме со оваа емисија, затоа што ако продолжиме, кој знае до кај ќе стигнат овие соапсења. Значи, дај да запреме да има некое апсење полицијата да работи нешто и утре. Ако продолжиме сега, мислам, пола држава ќе уапсат. Да. Останете со... прво да ви се заблагодарам. Благодарност голема и поздрав за слушателите. Искра? Многу си самоуверен. Ето, тоа е една твоја особина која би требало да ја учат младиве. Сериозно самоуверен дека од лидер за полициската обвинителска акција, а дека лидер Airways практично стои на располагање, да не заборавиш да наглас. Имаме билет Скопје, Белград, Скопје, Истанбул, како сака. Можеме во Истанбул и пакет пресадување на коса да ставиме од Истанбул до Москва и неколку дена во хотел во Москва. Од тука па натаму мислиме дека Артан е доволно способен да се снајде сам. А вие, почитувани слушатели, останете со 98,1 FM, читајте lider.mk, предплатете се на нашиот, више не ни го погодуемо на subscribe или како и да е, као да не знам англиски, студирам на англиски, нема врска. Предплатете се на нашиот канал на YouTube, стиснете лайк на нашиот Facebook пејдж, кој од утре тој ќе ни биде монетизиран, така што ќе имаме и за подобри капсули за кафе.